Министерот за економија Бесар Дурмиши соопшти дека минималната плата се зголемува за 1667 денари и ќе изнесува 26.046 денари. Бруто минималната плата за 2025 година изнесувала 36.037 денари, додека за 2026 ќе изнесува 38.507 денари, односно 26.046 денари нето платата. Со ова зголемување платата се зголемува за 2.470 денари бруто и 1.667 денари нето. Како што поясни Дурмиши, усогласувањето на минималната плата се врши секоја година во март согласно утврдена формула 50% од порастот на просечната нето плата исплатена во претходната година и 50% од порастот на индексот на трошоците за живот, врз основа на официјалните податоци од Државниот завод за статистика. Според објавените податоци, просечната исплатена нето плата бележи пораст од 9,6%, додека индексот на трошоците за живот е зголемен за 4,1%. Повеќе од 400 македонски граѓани се обратиле до дипломатско-конзуларните представништва за информации околу можноста за евакуација, додека околу 30 лица изразиле подготвеност да ја напуштат земјата во првата можна прилика, соопшти Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Од Министерството информираат дека со сите пријавени лица се одржува континуирана комуникација, при што се преземаат подготвителни чекори за нивна безбедна евакуација, во зависност од развојот на безбедносната ситуација на терен. Дипломатско-конзуларните представништва ги преземаат сите неопходни мерки за организација на евакуацијата и се во постојана координација со пријателски земји и меѓународни партнери за обезбедување сигурни алтернативи. Според официјалните информации, во моментов не постојат безбедни услови за евакуација на македонските државјани кои се наоѓаат во Обединетите арапски емирати и државата Катар. За граѓаните кои се наоѓаат во Израел, активно се разгледуваат и координираат можни алтернативни решенија за нивно безбедно извлекување. Министерството апелира до македонските државјани да останат во контакт со дипломатско-конзуларните представништва и редовно да ги следат официјалните информации. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад одлучи дека од ноќеска на полноќ цените на бензините ќе се зголемат за 1 денар по литар, додека цената на дизел горивата останува непроменета. Со оваа одлука малопродажните цени на нафтените деривати се зголемуваат во просек за 1,13%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 е 74,5 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 76,5 денари. Цената на евродизелот останува 71 денар, а на екстралесното масло за горење 70 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,22 денари по килограм и ќе изнесува 35,542 денари. Од регулаторна посочуваат дека на светскиот пазар референтните цени на бензините во споредба со претходната пресметка се зголемиле за 2,97%, кај дизелот за 0,46%, кај екстралесното масло за 0,37%, а кај мазутот за 3,96%. Истовремено, курсот на динарот во однос на доларот е понисок за 0,103%, што делумно влијае на ценовната промена. Иран и проиранските милиции утрово испукаа ракети кон Израел и кон неколку арапски држави во Персискиот залив, додека Израел и Соединетите американски држави продолжуваат со воздушни напади врз цели во Иран во ескалација на конфликтот што почна во саботата, јавуваат светските медиуми. Експлозии се пријавени во Ерусалим, во заливските градови Дубај, Доха и Манама, како дел од нов бран ирански напади како одговор на американско-израелските операции. Израелските воздухопловни сили соопштија дека се лансирани ракети кон израелска територија, дека противвоздушната одбрана ги пресретнува, додека населението е предупредено да се засолни. Во меѓувреме во Ирак, проирански милиции превзедоа одговорност за напад со дрон врз американски сили на аеродромот во Багдад, еден ден откако тврдеа дека нападнале американска база во Ербил. На Кипар, британската воздухопловна база Акротири беше погодена со дрон без жртви неколку часа откако Лондон дозволи на Соединетите американски држави да користат британски бази за операции против Иран.
Израел пак утрово изврши воздушни напади врз цели во Либан по ракетните напади од либанската милитантна група Хезболах, при што загинаа најмалку 31 лице. Според либанските официјални извори, израелските и американските сили соопштија дека погодиле ирански ракетни инсталации и делови од морнарица. Земјите од заливот предупредуваат дека би можеле да одговорат на иранските напади, додека американскиот претседател Трамп изјави дека операциите ќе продолжат се додека не се постигнат сите воени цели. Американската војска соопшти дека бомбардери погодиле балистички цели со тешки бомби. Трамп истакна дека десетици ирански лидери биле убиени во нападите. Меѓународната заедница предупредува дека ескалацијата ја зголемува опасноста од поширока регионална војна. Конфликтот веќе не е ограничен само на директен судир меѓу Израел и Иран, туку се претвара во поширока регионална конфронтација со вклучување на сојузници и бази низ целиот Блиски Исток. Аналитичарите предупредуваат дека секое ново проширување, особено доколку бидат погодени енергетски инфраструктури или цивилни цели, може да предизвика економски потреси и безбедносна нестабилност далеку надвор од регионот. Израел изврши нови воздушни напади насочени кон Техеран и ја прошири својата кампања со удари врз милитантите на Хезболах во Либан како одговор на ракетните и беспилотни напади што Хезболах ги лансираше кон Израел по убиството на врховниот лидер на Иран Али Хамнеи. Израелските напади се концентрирани врз јужните предградија на Бејрут под контрола на Хезболах, при што повеќе од 10 експлозии ја потресоа либанската престолнина. Во нападите загинале најмалку 31 лице, а Израел исто така ги гаѓал и високите милитанти на Хезболах во близина на Бејрут. Конфликтот ескалираше и на Кипар, каде базата на кралски воздухопловни сили беше погодена со сомнителен напад со беспилотно летало, што дополнително ја зајакна тензијата во регионот. Претседателот на САД Доналд Трамп најави дека американско-израелскиот воен напад врз ирански цели може да продолжи со недели, нагласувајќи дека операциите ќе се одвиваат додека не се постигнат поставените воени цели.